Така, по вестите, минути за првиот разговор во студиото. Добар ден и велам на Амела Мимиш Апостоловска, клинички психолог и председател на Сдруженијето за личен развој, едукација и психолошка поддршка Гласот на тишината. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Денеска ќе разговараме за аутизмот и генерално инклузијата на децата со аутизам и во образовниот систем и генерално во општеството. Меѓутоа, за него ќе речете не е загадка или болест, туку само начин на постоење. Кога за прв пат се соочивте со аутизмот, имајќи во предвид дека и како професионалец, и како родител, и преку лично искуство работите и како тоа практично го обликуваше вашиот пристап како психолог? За прв пат со аутизмот се соочив не преку книга, не преку учебник, ниту преку некој предавање, туку преку сопственото дете. Аутизмот дојде со моето дете и тоа беше најголемата, клучната улога која што ме научи во суштина и што значи аутизмот. На почетокот како збор не ми беше познат, но сепак неговите знаци, затоа што тогаш се уште не бев во психологијата, неговиот начин на однесување како бебе, тука го припознав и тука сватив дека детето е сосема различно за разлика која направив компарација со ќерка ми. Колку е важна еве таа што рековте прва детекција, прво воочување, да биде од страна на родителот, меѓутоа да знае дека нешто не е во ред и веднаш да реагира? Раната интервенција е премногу значајна, доколку секој родител го прифати проблемот, затоа што се соочуваме со тоа што родителите многу тешко прифаќаат дека нивните деца се различни, дека имаат различни рутини, различно однесување и сето тоа. Многу е битно и многу, значи ќе им донесе на нив, на родителите ќе им олесни многу повеќе понатаму во животот за развојот на тоа дете. Доколку се воочи проблемот порано, како рана интервенција и се побара стручна помош, а не да се гугла по интернет и да се бараат кои се симптомите. Што еве на самиот почеток беше, да кажам, најтешко, а што практично денес ви носи најголема сила? Најтешко беше прифаќањето. Од тука почнува. Јас како мајка ја видов разликата која е, дека нешто не е во ред, нешто сосема различно се случува со него. И тука ми беше, почнав да се обвинувам себе си, каде сгрешив. Затоа што јас имам уште едно девојче, ќерка која што ми е постарата девојче. Каде сгрешив, почнав да се обвинувам, да се лутам на себе си. Од кога поминав тој процес на себе обвинување, на прифаќањето, тука следеше прифаќање како сега моето блиско семејство да го прифатат дека тој нема да биде повеќе ист како и другите деца. Дека ќе има свој свет, дека е веќе во свој свет и сосема различен живот. Така. Како еве родителите можат навреме да препознаат дека нивното дете може да е во тој спектар на аутизмот? Аутизмот има аутистични елементи кои што не се поврзани со аутизам, туку е само заодбавен психомоторен развој. Во некој сегмент од животот, од растењето на детето да имало проблем, дали било со температура или некоја инфекција, и може да има тука да дошло до застој на нервниот систем, и се нарекува заодбавен психомоторен развој. И тука се стварат аутистични елементи. Прво тоа ќе го разјасниме, ќе се вратам на кои се знаците. Додека аутизмот е сосема друга дефиниција. Тоа е веќе невроразвојно нарушување на нервниот систем, за кој што нема лек. Нема магично стапче што ќе го реши проблемот, само може родителот да се насочи кон тоа да научи да живее со животот со аутизмот. Кои се знаците? Тоа се, првите знаци на кои што треба да се обрне внимание е дека тие имаат постојано исти рутини, ритуали, кои што ги прават, дали ќе биде тоа вртење на тркала на кола, ако е машко зборувам, дали ќе бидат вртење во круг, ротирање на детето, изоставува говорот, не се одзиваат на име кога ќе се повикаат децата и бебињата, во зависност секој дете различно и секој е засебно за себе.
Јас кажам од своето искуство. На звук, додека на звук реагираат. Значи, многу се сензитивни на звуци, а допирот исто така, мирисот, сето тоа му пречи. И тишината. Да нагласам дека кога се пасивни, и тоа може исто така да укаже. Така. Неодамна го објавивте прирачникот за родители, оно што го споменавте дека нели таа многу е важна таа конекција и оние првичните симптоми, да ги речам, или сигнали што родителот треба да ги препознае. Прирачник за родителите на лицата со попреченост од тишина до глас. Но за него ќе кажете не е само прирачник, туку и сведоштво. Нешто што е многу важно на личности кои што се соочуваат со оваа состојба, не би ја нарекла проблем, но состојба, да им кажете дека сте тука, да им подадете рака, едноставно да пренесете, нели, да пренесете искуства дека не се сами во оваа борба, во овој пат што треба да го изодат заедно со нивното дете. Токму така, прирачникот од тишина до глас, кој што тој може да го користат не само родителите, може да го користат и сите оние кои што сакаат да се запознаат не само со аутизмот, со секоја попреченост. Внатре има сведоштва од родители кои што се во Македонија и од диаспората со кои што сум работела, кои што секако си ги прашав, си дадоа по една реченица дека не им пречи, остануваат анонимно, без име и презиме. Исто така има практични вежби и совети и секако дека тој прирачник е потполно, како што и самите нагласивте, доказ дека не се сами. Дека и тоа е среден на медиум левел, значи средно ниво, каде што е за сите деца еднакво истите вежби. Тука се работи на графомоторичките вежби, на сензурните, како да се справат родителите со тоа, како во фазата на тантруми, тука недостасува тој дел да се внесе, но сепак секој дете различно има тантруми и не може да се најде средно ниво за да можеше да се вметне во прирачникот. Многу е корисен, за сега има голема заинтересираност и тоа ми беше следното прашање, како е прифатен? Голема заинтересираност има и многу пораки ми пристигнуваат дека навистина многу им било корисно за една обична вежба со обични материјали кои што дома ги користиме, за да не се трошат ресурси, да се купуваат дополнително некои специјални сега играчки кои што треба родителот да вежба дома со детето. Веднаш ми пристигна првата порака со една толку едноставна вежба, а толку многу смеа. За мене беше тоа нешто што не можам да го опишам со зборови, јас баш и на моите социјални мрежи го објавив тоа. Секако дека без објавување на идентитет, затоа што името и презимето се останува во тајност. Веднаш ги пружи рачињата и повторно вика, потоа повторно бараше и се смееше, што тоа претходно не го правело детето. Така, велите не постои типично дете, туку дете што љуби и дете што учи како да љуби. Каква е улогата на семејството кога се работи за овие деца? Тие знаат на еден можеби друг начин да пренесат многу љубов, многу внимание, можеби и посебен вид на грижа и комуникација која што се создава со нив. Да, не постои типично дете, постојат само на различни нейроразвојни индивидуални деца кои што се посебни во своите рутини во денот. Секако дека од страна на родителите е потребно секој родител да вложи во своето дете барем по 10-15 минути во денот да го изслуша. Тоа дете бара да биде слушнато. Без разлика на се, колку и да имаме обврски, колку и да сме со обврски, во текот на денот можеме да издвоиме и тие си го барат родител, затоа и сме родители. Сакаат да бидат слушнати, да раскажат како би им бил денот. Зборувам за типичните деца кои што нели сепак тие се многу посвесни и тие ја живеат оваа реалност што сега и ние ја живееме возрастните. Се соочуваат секако со многу проблеми. Но да не дозволиме како родители, затоа што јас сум родител и на дете со типичен развој, само со различна попреченост, и на дете со атипичен развој. Но да не дозволиме ниту едното, ниту другото да се почувствуваат изоставени. Може би тоа е најважната порака што ете од она првичното што кажавте, кога ќе разберат родителите со што се соочуваат. Вториот момент или втората фаза е да не се изостави или да не се изолира во крајна линија. Ќе кажете и во една друга прилика, може интересно, Бог го создаде аутизмот за да помогне да се надомести бројот на здодевни луѓе на земјата.
не е, рековме, болест, не е проклетство, туку дар. Токму така. Се почесто денеска се трча по материјалното. Кој какви патики носи, кој какви тренерки облекол, кој каков телефон му се купило. Од родителите се повеќе се бара сакам iPhone, сакам да ги купам тие патики 8.000-9.000 денари. Тоа се работи со кои што јас секојдневно ги слушам, да кажам не директно, туку движејќи се во движење, кога одам ништо да пазарам, го слушам детето како бара од својот родител. Што мене ми се случи да слушнам во парк како дете се обраќа према родител со многу грди зборови заради тоа што родителот постави граница за нешто што не сакаше да му го пружи во моментот на детето. Со тоа исто така се ствара губење на авторитетот. Материјални работи кои што можеби моментално задоволство ќе донесат, меѓутоа нема да бидат вредност за... Точно, не може да ја нахрана душата. Материјалното не ја храни душата. А душата е клучниот дел. И затоа децата кои што имаат аутизам, јас така и го наведов парадоксално во пишав, точно е дека за да се надомести бројот на здодевни луѓе, затоа што тие колку што знаат да пружат љубов и колку што може да биде животот и тежок, но во исто време и интересен и убав со дете со попреченост, не само со аутизм, со било каква попреченост. Имаме деца кои што се со церебрална парализа, а сепак тие деца функционираат прекрасно и секој ден, секој нова мала, значи, да кажеме, ново мало поместување носи многу значајно, значи и голема работа. Нешто што можеби во секојдневието вака кога ќе ги гледаме работите и од обична некоја случка нека ни покажува дека кај многумина недостасува таа можеби автентичност, добрина, чувствителност, емоционална интелигенција, љубов што практично ја пружаат и што ја очекуваат, нели, да биде возвратена. Точно така, тоа недостасува, така се прикажани децата со аутизам. Дека тоа се тие митови, да кажем. Дека тие немаат чувства, дека тие, и мене ми се случи да бидам присутна каде што за огледалните неврони кога се зборуваше, тие изоставуваат кај психопатите и социопатите. Беше прикажано пред студенти од прва година во психологија дека ги изоставуваат кај децата со аутизам. Стартно се прави лоша слика за лицата со аутизам. Тие имаат повеќе љубов и емпатија отколку сите ние. Да кажем, типичните деца, без да се навредат. Има деца кои што се однесуваат 3 пати по-аутистично од децата со аутизам. Практично, дали ова се што ги рековте, тие митови што треба да се разбијат, што секогаш околу аутизмот, нели? Токму така, затоа што тие се најемпатични, да имаат најмногу љубов, а тие се тие митови и таа стигма, каде што се зборува дека тие не чувствуваат, тие не љубат, тие не знаат да се развеселат, не знаат да се насмеат. Имавме ни една свадба, Леон беше присутен на таа свадба. За прв пат стапна на подиум, точно, тргна да ги затвори ушите кога музиката, музика, така, но јас му придов, го фатив нежно за раце и му реков само волко е сине, нема да биде повеќе, нема да биде погласно. Треба и начин да се пристапи. Родителот треба да изнајде начин како да пристапи кон тоа дете. Затоа што не секој аутизам е ист. А раната интервенција, како што кажавме претходно, е многу клучна. Што кога сме веќе во таа конекција родител-дете, она што практично е како основна клетка во семејството, што мора, нели, да се негува, препознава и да им се помага, да се живее едноставно со оваа состојба, што им препорачувате на родителите кои што некогаш на моменти се чувствуваат, нели, и исцрпено и безпомошно во дадени моменти? Секој родител треба да и си побара исторична помош. Јас тоа ќе си го кажам, затоа што и јас сум била меѓу тие која што сум си побарала кога ми било потребно. Да, си имам и денеска сум останала со менторот кој што ми е. И би било Постојат групи за поддршка кај нас? Постојат, но се многу малку. Поддршката меѓу родителите е една, но поддршката од стручно лице е сосема друго. Стручното лице, но сепак ќе кажам, да внимаваат кај кого одат и на кого ја доверуваат својата душа. Сепак да не дозволуваат секој да им чепка во душата.
Душата нешто сензитивни се овие состојби кои што бараат посебно точно внимание. така, за да не дојде потоа до компликации што може да ги донесе навистина до многу лоша состојби каде што еве јас сум имала такви примери да ми дојдат и да ми кажат дека оделе кај некој, сега не наведувам кај кого, кај кој психолог и дека не знам им кажале како па добро имаш друго дете, гледај си го тоа, ова нема да се опорави никогаш. Тоа не е решение. Така не се пристапува. Треба да му се пристапи на родителот со љубов, прво со прифаќање на состојбата со која што тој ја раскажува, а потоа да одиме и да преминеме на тоа да се насочи родителот да работи. Околу колку имаме ние тука за поддршка здруженија, еве едно од тие моето кое што не е за, зборувам да кажеме, за инклузија или атипични развој, тука е за психолошка помош и поддршка, чисто да и сега, значи чисто да сватат дека не се сами. Затоа што кај мене е склоп на зборувам лично искуство и професионално, што не знам во Македонија дали има такво нешто. Што еве ве научи вашето дете што не би можеле да речеме на друг начин да го научите? Иако и професионалното, нели професионално многу полесно може да ги детектирате, да направите дистинкција на оние нели работи и бариери до каде може некоја работа да отиде, колку можете нели чекор плюс да направите во одредена состојба. Еве еден личен пример што го споменавте на свадбена веселба, па мора да му пристапите и да му укажете, да го смирите дека нели дадената ситуација може да биде нели и многу убав момент наместо тоа да се едноставно се изолира или да се прекине или слично. Ќе кажам вака. Значи, прво нешто, освен тоа што ме навративте повторно назад на убавиот момент, секој мал чекор за нас родителите, како родител зборувам, за нас родителите е значајна победа. За мене тоа беше момент на победа, нешто што потоа јас го прославив заедно со него. Така да можам да укажем на тоа дека постепено, полека, може да се дојде до решение и до се што го бараат родителите. Но не можеме да очекуваме дека тоа дете треба да дојде во нашиот свет, туку ние треба да влеземе во неговиот свет доколку тоа не дозволи, а за тоа е потребно трпение на тоа што ме научил, љубов, која што ми ја дал безусловна љубов, да ја почувствувам што значи љубовта. Тоа е нешто што не се опишува, тоа се доживува и тоа може да го доживеат родители кои што решиле да се насочат и да работат кон своето дете. Не само да чекаат, ке го однесам сега јас на дефектолог, на логопед и од тие 45 минути да очекувам дека моето дете и утре тој дефектолог ничи или тој логопед ничи или тој психолог ничи. Не, родителот е 24 часа со тоа дете. И 24 часа, значи, тој си ги повеќе ги знае рутините на тоа дете и да не се срушат исто така тие рутини, затоа што тогаш и настануваат тантрумите. Подобро однапред еден ден да почнува да се зборува, иако тој не зборува. Зборувам за деца кои што не се вербални. Тие слушаат. И кога им се зборува и кога им се обраќаш, често тоа им го кажам на родителите, не им кажувате долги реченици. Исто и тоа ме научи Леон. Пократки, појасни, поефективни. Од два збора, за да може веднаш да ги прифати. Додека им кажуваме цела реченица, тие само последните зборчиња ќе ги земат. Не може цела реченица да ја прифатат. Во зависност секако степенот на аутизмот. Доколку ако се работи за аутистични елементи, тогаш веќе може да се реши многу побрзо, но сепак забавен психомоторен развој останува забавен психомоторен развој. Така. Со кои други секојдневни предизвици се соочуваат децата со аутизам и нивните родители и како изгледа, да кажеме, еден ден од животот на детето со аутизам? Каква е улогата и рутината на оваа структурираност што ја споменавте? Секој дете има своја посебна рутина. Ако родителот навремено ја увиди и ако јас сум ја запишувала на лист што тој со втекот на време како раснеше, се менува листата, не останува иста. Како изгледа еден ден? Еден ден изгледа со самото негово станување, секогаш е добро утро,
секогаш е со љубов, со зборовите љубов, добро утро мамо, те сакам. Значи има такви кратки зборови каде што потоа ние седнуваме, ќе пиеме чај, ако доколку пие чај, јас ќе му ставам ако сака. Што ќе доручкувам денеска, значи мора да има рутина. Таа рутина, од која што му е составена, не може да биде изместена. Доколку треба да се поместат некои работи и да се смени некој начин на функционирање, ден-два однапред ние мораме, јас морам да поработам со него и да му нагласам дека утре ќе биде така. Работите кои што ни следуваат нови, како што беше за свадбата. Ние сме на свадба, ќе одиме, таму ќе има гласна музика, јас тоа го зборував една недела претходно. Како подготовка на Како подготовка, точно. Мора да се подготви тоа дете, за да не дојде до тантрум, за да не дојде до паника, па да излезе надвор, па да не сака да влезе внатре, туку да биде подготвен. Така да еден ден со едно дете со аутизам, во зависност од тежината на аутизмот кој што го носи, јас ќе почнам од себе да зборувам за себе, секој родител знае за сопствената состојба со која што се случува, за мене е прекрасно. Точно сум поминувала низ болка, низ тага, има денови кога и сум плачала и тоа не го кријам, без разлика сите сме ние човечки битија, колку и да сме професионални, секогаш ни е потребна поддршка од некој позади кој што е исто така стручно лице и потребно е тоа да го исканализираме што сме го насобрале. Имало и такви денови и за мене. И знам да седнам, и знам да го погледнам кога бил осамен, па зашто да нема другарчиња, има другарка. Сега што ќе правим ова лето, прашањето ми е. Што сега цело лето? Каде, со кои деца да се дружи? Дечињата секој си е со свој, да кажем, начин на воспитување од дома. Не можем јас да одам од родител до родител и да ги превоспитувам нивните деца. Они треба сами да го сторат тоа. Но ете, можам да кажам дека добро е прифатено од страна пак на, како што кажавме, има здруженија за поддршка. Сега ќе има еден настан на кој што пружија рака да го отвори настанот Леон. Имаше уште еден настан каде што беше многу среќен. Тој беше на школка се одржуваше. Баш он одржа и тоа убав говорим, одржа и на сите дека треба да си ги научат своите деца да ги прифаќаат и децата како што е он, дека не се ништо поразлични. Тука се, можеби, треба да поразговараме и во делот на инклузијата, и во делот на образовниот систем. Колку практично нашето општество е подготвено да ги прифати и ги поддржи овие деца? И како еве се спроведува самата инклузија, нели? Се уште е табу тема. Сега почнува некако, но се зависи, ја кажувам, секој семејство треба да почне од дома. Сите бараат системот да се смени, сите одат на тоа системот, но ајде малку да размислиме, бараме инклузивност, а ја имаме ние таа инклузивност. Ако погледнеме малку поубаво, ја имаме. Но таа инклузивност треба да протече и од секој поединечно. Ако јас почнам од себе, да се менувам од внатре, и ако секој го почне да го работи тоа, да работи на себе, на својот личен раст, развој, и да ги учи своите деца на тоа дека не е битно што носи на себе, битно е што поседува во себе тоа дете, колку љубов му пружаат родителите дома. Точно материјалното е потребно затоа што животот станува потежок во општеството. Но тоа не значи дека треба да ги отфрлиме децата и потоа кога ќе ни се случат некои работи, како што веќе ни се случија, крива ни е државата. Не е крива државата, криви сме си сами ние. Сама сум се крива јас ако дозволам, например, моето дете да не почитува некое друго дете. Зашто јас не сум го научила. Или да барам вина да кажам систем. Па системот сме ние луѓето. Ако секој почне да се менува од себе, и институционалниот систем ќе се смени. Да, лична, а не колективна вина да се бара, особено кога се работи, нели, да се научат од најмала возраст на вредноста во различностите, да се почитуваат. На критично размислување, да си ги препознаваат своите емоции. Тука има многу работа на која што треба да се фокусира ако се работат, веќе мислам ако се работи на децата. И токму тоа е од септември веќе
ние во план веќе и формулирано е да се превземат училиштата, да се поработи малку со децата на емоциите, на препознавање на нивните емоции, како преку цртежот може детето да се протолкува со што се соочуваат дома. Некои деца имаат и потиснати работи со кои што се соочуваат дома, а не ги искажуваат во училиште само од тоа да не бидат обвинети родителите. А никој не сеќа дека детето не може да разбере дека родителот нема да му биде обвинет. Затоа што јас сум се соочила со Леон, а Леон е дете кој што не знае да лаже, не знае да сокрие. Тие кога јас често го приметувам кога зборувам, му велам зашто зборуваш така на глас, па размислувам. Тие размислуваат гласно, и тоа ќе го кажам. И си има случајно да ми пренесе, да го приметам да има кој ќе дојдеше вторник, имаше еден предмет и пред паничен напад. Мислам, паничен напад имаше кој требаше да иде другиот ден на училиште. Една недела, втора недела и веќе јас реагирав во училиштето. Ве молам, средете го тоа и тоа, кај тој и тој наставник, ако продолжи да се одвива така да ми детето да ми биде со паничен напад, јас тогаш јавно ќе се обратам на социјални мрежи. Со име и презиме се ќе кажам. Затоа што веќе не можам да го гледам секој секој понеделник кога ќе дојде после училиште да размислува детето наместо да ужива во кај си го има својот проблем со аутизмот, сега и да се вознемирува заради тоа што утре денот знае како ќе му протече. Најверојатно бил навреден или нешто, јас не сум била присутна, тој не сака да каже, само за да јас не се појавам во училиште. Но низ игра може да се дојде кога ќе ги замениме улогите. Сега јас сум ученикот и си наставничката или наставникот. А како ќе ми го предаваш предметот и сега јас ќе седнам, така се случува за да можам да ги откријам работите што се случуваат помеѓу моите деца во училиште. Смена на улогите да се дојде до одговорот. Точно така. Така, од тука се намитнува Мила прашањето каква е важноста на самото инклузивно образование? Многу е важна и мислам дека треба да се едуцираат многу наставници, затоа што има кои што сега не сакам никого да навредам и не сакам тоа да го земат како дека е нешто лошо. Туку има самите генерации, работат, има одлични, али потребно е кадар, потребно да се внесе дефектолог, специјален едукатор, рехабилитатор, психолог, кој што тој психолог наместо да се занимава со документација, да земе секој ден по едно дете, може и 3 дечиња да земе во текот на денот. По 15-20 минути да поработи со него посебно, насамо, да стекне довербата, иако се уште постои стравот од психолог, затоа што е наметнато од мали нозе. Ако не си мирен, јас почнувам од себе, кога сум била во основно. Ако не сте мирни, ќе ве испратам кај педагогот и психологот. И тоа е некој казнен механизам, како некој казнен механизам е наметнат на децата. И тие деца живеат во страв понатаму дека ако направат нешто или ако отидат кај психологот, готово, психологот е за нив како страшило. А не сваќаат дека напротив, тој може многу да им помогне. Тука е грешката. Им потребна едукација и на наставници, да се обучи кадар. Секако во некои училишта, во некои имаат перфектно обучени. Јас работував со школата на Леон, каде што учи. И јас сум презадоволна. За се што треба, ние сме биле баш во комуникација. Родителот е многу од клучна улога игра кога се работи за неговото дете, тој треба да биде вклучен тука. Не само да бара критики, туку да дојде и да се работува. Да, моето дете денеска како со што треба да се работи, како помина на училиште, дали треба да го донесам дополнително. Јас сум отворена за соработка со тој стручен кадар што е таму и затоа сум задоволна. Никој ќе ми каже да вие живеете 10 километри од училиштето и го носите секој ден. Да, го носам затоа што моето дете е среќно таму, затоа што има прекрасен кадар обучен и секако наставниците постепено веќе го прифаќаат. Вчера ми се случи да разговарам со една наставничка и да ми каже додека не ме гушна, не можев да сватам што значеше аутизм. Откако ме гушна, тогаш сватив дека не е ништо страшно.
Сепак он аутизмот е представен дека како навистина нешто што е страшно и нешто што не може да се совлада точно. Има дечиња кои што работат по ИО програма со асистенти, каде што наставниците немаат доперна точка, со нив на еден ден асистентот нема да може да се појави, тој наставник треба да биде спремен како треба да се соочи со детето и како треба да му пристапи. Не може да му се пристапи со викање како или со наметнување на долги реченици, туку ќе треба кратки реченици со убав пристап, па дури ако не е тука, ќе го земам до мене, јас кажувам, тоа сега зборам во прво лице, ќе го земам до мене денеска, бидејќи асистентката не е тука. Нека седи тука до мене. И со него тивко ќе работам, додека другите деца имаат својата задача да работат. Има многу начини да се изнајде, но потребно е да се прифати. Така. Прифаќањето. Оно што само што го споминавте, една мала преградка, може би значи мала победа што прави голема разлика по тоа. И тоа е еден начин повеќе да се размислува позитивно како да им се пристапи на овие деца, но следствено на ова може би ми се наметнува низ целиот разговор прашањето што е со родителите кои што го негираат оваа состојба од почеток. Тука тоа е најтешкото прашање за кое што имам многу родители кои што се соочуваат со такво нешто дека на нивното дете не му е ништо, а детето навистина има проблем, има потреба од помош. Со тие родители треба многу работа. Ама не да се оди, сепак ќе кажам, да не се оди директно. Твоето дете има проблем да се изразат. Зборувам, има и такви луѓе, такви стручњаци, да ги кажам стручњаци. Ама вашето дете има проблем, вие треба да си го решите. Не. Туку да се оди постепено, да му се прида прво на родителот, да се поразговара со проблематиката, со кое што и тој родител носи некоја тежина во себе. Може би тој е свесен, но го прикрива поради срам. Поради тоа остаа осуда од другите, од кругот од кој што е обкружен. Може би пробал тој родител да каже дека неговото дете има проблема, не било прифатено, да речем мајката или таткото, небитно машко, женско, зборам како родител, не бил, значи, мислењето на родителот не било прифатено дали од свекрва, свекор, од блиското семејство, било одбиено или помеѓу себе сопружниците да се одбиени. Ако едниот родител го гледа тоа, другиот го потиска и му вели срамота е тоа да го кажеш супер си е детето, не наметнувај такво нешто. И тој родител се повлекува и го остава детето така. И потребно е начин да му се изнајде за да му се приде на родителот, за да се види проблематиката, затоа што сум имала такви родители кои што започнуваат директно моето дете има проблем. Добро. Ајде да видиме сега како го воочивте вие тој проблем. Ова го кажувам од моје лично искуство со кој што сум работала. Дојдов до коренот каде што се работи проблемот потекнува уште од неприфаќањето на таткото кој што ја малтретира мајката и таа мора значи да молчи. Таткото ја малтретира мајката и не дозволува да каже да се бара стручна помош. И сето тоа беше во тајност разговор меѓу додека не ја изградив личноста да застане цврсто да ја вратам самодовербата на жената. Затоа што сепак голем дел, нели, особено влијанието на мајката е клучно Мајката и е многу таа важно. која што го носи детето 9 месеци. Таа конекција и таа врска мајка-дете, таа е нераскинлива. Таткото точно родител е, но не може да го почувствува тоа што го чувствува мајката. Мајката ја трпи болката при раѓање што е преголема, а ја заборава со еден поглед кој ќе го погледне своето дете. Затоа што сум ги родила две и го знам тоа чувство. Тие болки веќе не постојава за мене. А тоа е како да ми се кршеа сите коски во секунда. Кои се, Амела, следните активности? Рековте сега, еве, летниот распуст, учениците се на распуст, ки имаат, нели, повеќе слободно време, но и повеќе теми за размислување како да, нели, целото време да се активираат во него, да им биде, нели, покорисно, поинтересно целиот летен распуст, а секако и вашите активности следни кои ќе бидат. Следните активности ни се сега што ќе имале отварање на Зен поезија, тоа е во подопштина Кисела вода. Потоа имаме на 23 и 24 веќе градоначалникот на Пехчево
Тој вчера ме исконтактира. Исто така и таму ќе имаме посета на градинка, работа со дечињата, затоа што градинките работат цела година. Дечињата се тука. Исто и ќе посетиме училиштето во Пехчево, наставниот кадар. Ќе се запознаеме и со секој посебно ќе се разговара што недостасува и што е тоа со кое што се соочуваат они. Потоа имаме на Кожов инклузивно планинарење, но тоа не е моја, тоа е организација од фондацијата Ице Бегов, каде што ќе биде прекрасно и таму исто ќе присуствувам со своите деца, затоа што сакам да бидат дел од тоа инклузивно планинарење. Така, спојна природа, малце поезија, култура, уметност, се во едно, сублимат, меѓутоа интересни начини да им се исполни слободното време и вниманието да им се насочи кон многу убави и корисни нешта. Ќе има понатаму, ќе има објави кога ќе имаме активности, родителите да се појават и да не се срамат од своите деца. Јас тоа и многу гласно го зборувам. Го пишувам. Гласно пишувам на социјалните мрежи. Немаме потреба да се срамиме од своите деца. Тие се наши деца. Ако ние како родители не застанеме, без разлика дали се работи за дете со типичен развој или атипичен развој, за мене исто е едното и другото, нема разлика. Има разлика само во тоа што едното дава многу голема љубов, а другото знае да живее во овој реален свет што за жал е суров. Не е толку убав како што е аутистичниот. Така да ќе биде објавувано, ќе биде доколку сакаат да се појават, секако нека се појават, никој никого не суди, не осудува, не критикува, туку е прифатен и добри дојден и секако дека кога веќе се има такви активности, кога им се бесплатни и не се наплаќаат, хуманитарно ги работам, зашто да не се појават и да си го искористат моментот, зашто утре да плаќаат кога ќе биде обуката со плаќање. Благодарам многу за разговорот. Верувам дека и од она што го пренесовте како лично искуство и професионално ќе биде мотивација за голем број на родители отворено да проговорат за овие состојби и да се вклучат активно си со цел за доброто на нивните деца, на сите, на нашите деца, тоа се наши деца. Благодарам многу уште еднаш. Јас ви благодарам за поканата и драго ми е што се запознавме вака лично. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.